Почитувани представници на медиумите, деновиве македонските граѓани се алармирани и загрижени од можноста Македонија да го загуби безвизниот режим. Нашите власти и МВР биле алармирани за оваа опасност од страна на европските институции уште пред 14 месеци, но до денешен ден не презера ништо за да ја зачуваат визната либерализација. Напротив, можеме слободно да кажеме дека токму Груевски и неговиот омилен коалиционен партнер Амди Байрам ќе ги врата традициите пред странските амбасади. Овој документ на Министерството за внатрешни работи е доказ дека државните органи уште од декември 2010 година знаеле дека организатор на превозот на лица кои бараат азил во земјите на ЕУ е патничката агенција Скајвин. Управител на агенцијата е синот на Амди Байрам, инаку коалиционен партнер на ДПМН и кандидат за пратеник во изборна единица 2. Синот на Амди Байрам е Елвис Байрам, кој што е граначевик на Шутови Изаи. Од документот војно дознаваме дека МВР била запознаена дека агенцијата на Елвис Байрам најмалку еднаш неделно со 2 автобуси во периодот од јануари до октомври 2010 година пренесувала патници во земјите на ЕУ. Таа пракса продолжила речиси до денешен ден. Јанкуловска знаела за ова, Груевски знаела за ова. Затоа глумењето на активитет на кој сме сведоци во изминативе неколку денови од страна на Јанкуловска и Наумовски не е ништо друго туку циркус. Да сака нешто направат, ќе направија многу одамна. Напротив, не само што на Байрам му оставија бришан терен, туку и решија да коалицираат со него. Поради ваквиот неодговорен однос на ДПМН и премиерот Груевски, Македонија по бројот на баратели на азил во ЕУ е во редот на една Сомалија, Иран, Ирак и Авганистан. Токму поради Никола Груевски и неговите коалициони партнери, Македонија е соочена со сериозна можност за укинување на визната либерализација. На Никола Груевски не му е гајле ниту за интересот на македонските граѓани, ниту за подобрување на животот на Македонија, а најмалку од се му е гајле за имиџот на нашата држава. Почитувани граѓани, премиерот во заменување Груевски имаше 5 години за да ни докаже дека неговата влада не сака да ја внесе Македонија во ЕУ. Нивната цел очигледно е да не качат сите во автобусите на Байрам и да одиме на црно да работиме во Европа. Затоа ве повикувам да гласате за Европска Македонија, за партијата која покаже и докаже во минатото дека е способна на граѓаните им го оствари европскиот сон. Ве повикувам да гласате за Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Ќе ви ги дистрибуираме документов што е од МВР, со се другите податоци околу земјите каде што има најголем број на баратели на азил.